Попладне темава што ја одбрав да размислуваме живот кој вреди да се живее. Ајде на почетокот да отвориме во Мудри изреки, 15 глава, ќе го читаме 13 стих и 17 глава, 22 стих. Верувам дека овие стихови ги имаме читано, зашто зборуваат за една убава работа. Соломон, кој е писател на многу убави работи, ги запишал и овие очигледно тој ги доживел во својот живот, па ги споделува и со читателите, односно со нас денеска. Пословици 15 глава, 13 стих, еве што вели. Веселото срце го разведрува лицето, а болката во срцето тешкотија е за духот. И во следниот лист, следната страница, 17:22, веселото срце е одличен лек, а невеселиот дух ги суши коските. Пред малку слушавме за лекарствата кои ги добиваме кога одиме на лекар, меѓутоа очигледно и веселото срце. А како можеш да добиеш весело срце? Кога си болен, кога ти е тешко, кога си оптеретен. Но сепак Соломон од искуство пишува, како што го читавме претходниот стих 15:13, кој вели: веселото срце го разведрува лицето. Во овие текстови, браќи и сестри, постои така наречен Божи рецепт за еден квалитетен живот. Живот кој треба навистина да го живееме денеска. Бог во почетокот го создал човекот не да животари од ден за ден, од час за час, меѓутоа да живее со полни едра, да живее еден исполнет живот. Живот со радост и среќа. Знаеме дека не се е розово на оваа земја, дека постојат и проблеми, постојат и искушенија, постојат и болести, но сепак овде постои идеал. И кон тој идеал треба ние да се стремиме. И затоа ние ова попладне ќе размислуваме за живот кој вреди да се живее. Бог ни пропишал одреден број на години. И тие години треба да ги преживееме онака како што тој сака. Да живееме, значи, полн живот, значи да бидеш среќен, да бидеш весел. Дали сте видели човек кој не е богат, а е среќен? Или весел? Или човек кој е во болница, кој е болен, сепак немој се така црно, сепак тој си дава една одушка, една слобода и знае дека можеби го чекат тешки денови, но сепак тој ги прифаќа и со радост ги поминува деновите. Овде пишува Соломон дека веселото срце го разведрува лицето. Веселото срце се одразува на нашето лице. Кога Соломон зборува за срцето, тоа е еден орган кој ние го имаме. Меѓутоа, сака да каже дека оној кој е во срцето невесел, тоа се одразува и на нашето лице. Лицето, како што велиме, е огледало на нашето срце, на нашата внатрешност. Често пати кога ќе сретнеме некого кој е загрижен и му велиме: што ти е? Па ништо не ми е. Не вели, нешто ти е, бидејќи лицето те издава, лицето ти покажува. Весело некој рекол, или ја затоплува и најстудената атмосфера, ги разведрува и најмрачните простории. Тоа е како сонце, односно сончевата светлост која ќе влезе во една подрумска просторија. Сите имаме подруми, влегуваме внатре, е темно. Меѓутоа, кога ќе запалите батерија или фенер, веднаш сосема друга атмосфера. Или кога прозорецот ќе се отвори и низ тие пукнатини ќе влезе сончева светлост. Веселото лице, некој рекол, е лек за оној кој го има, а исто така помага на луѓето кои се во присуство на таквите лица и пријатно се чувствуваат. Напротив, озбилното и намрштеното лице, вели, ги одбива сите кои се околу себе. Мислам дека тоа сме го сите не искусиле. Понекош ни е тешко, но ќе дојде некоја особа, некоја личност која е ведра, е расположена и нас ќе не расположи. И тоа се префрлува и на нас. Еве, го знаете тој податок, сте го прочитале и на интернет и на разни други форуми, кај што се вели дека човекот, за да се намршти, колку мускули му се потребни да се активират. Јас имам податок 72
Значи 72 мускули се потребни да човекот ги активира, а напротив, за да се насмее, само 14. Значи, според тоа, се исплаќа да се смееме, да бидеме весели, помалце енергија трошиме. Значи, помалце енергија трошиме, а многу е повеќе корисна за нас. Во книгата Психологија на успехот, во првата книга, зашто има, мислам, 2-3 книги има и на македонски може да се пронедат, во првата книга, на страница 8, го знаете тој цитат или тие зборови, сте ги прочитале, но јас ги извлеков и еве што велат. Осмехот ништо не чини, но многу значи. Тој го збогатува оној кој го има, се мисли на осмехот, но ништо не го осиромашува оној кој го дава. Краток е како блесок на молња, но останува за секогаш во сеќавање, оне што тие ќе го добијат или ќе го видат, ќе го приметат. Осмехот внесува среќа преку домашниот праг и задоволство во деловните односи. Осмехот е лозинка на пријателството. Еве, не знаеме јазик, одеме во странство, ако се насмееш, се насмевнаш на таа личност или тие кои се со тебе, веднаш се создава една попријатна атмосфера. Осмехот е одмор за уморните, светло за малодушните, сонце за жалосните, а лек за скршените. Невозможно да се купи, да се испроси, да се позајми или да се украде, зашто извира само од срцето. Осмехот на никој вели не е потребен, односно не е непотребен, во смисол дека го имаме, па сега не ми е потребен. На секој му е потребен. И затоа овој психолог, односно оваа книга вели на нашето лице постојано да има осмех. Еве, во еден град се организирал еден семинар, каде што се одржувала тој семинар за љубезност. Еден човек се пријавил од градот, кога го прочитал летокот и поканата, му се допаднале тие теми што биле назначени и рекол, ќе одам жено на тој семинар. После неколку денови, кога завршил семинарот, решил да напише писмо на професорот кој го одржувал овој семинар. И еве што напишал помеѓу другото овој господин на професорот кој го одржувал овој семинар. Во брак сум повеќе од 18 години. И за цело тоа време, ретко на својата собствена жена сум ми упатил топол осмех. Или сум преговорил, можеби 2-3 реченици, 2-3 збора пред да одам на работа. Си мисли добри зборови. Секојаш бев загрижен, дали ќе имаме доволно пари, дали ќе има доволно работа, како ќе биде со нашите деца, како ќе ги сочуваме, како ќе ги воспитаме. Постојано за овие 18 години бев загрижен и нерасположен. Бев загрижен како ќе оди нашиот живот. А сега, охрабрен од вашите совети, одлучив да ги испробам методите за кои вие зборувавте. Една седмица бев расположен со ведро расположение. Додека наредното утро бев во купатело и се ја чешлав косата, на лицето го видов своето намуртено, на огледалото го видов своето намуртено лице. И си реков на себе си: о, доста беше така намуртен, стари мој. Од сега ќе биде сосема подруго. Ќе почнеш да се смееш и тоа веднаш од овој час. Излег од копатело и отидов во трапезаријата да доручкуваме, да појадеме со супругата. Срдечно ја поздравив жената и се насмевнав, а таа укочена. Што се случило сега со мојот сопруг? Тој пошел да биде расположен. Таа надвор од себе, запрепастена, не можела да верува дека од денеска пред себе гледа друг човек. И така подлучив. Ете, полни 2 месеци. И можем да кажем, пишува човекот на својот професор, тие 2 месеци внесува повеќе среќа во нашиот дом отколку
целата мината година. Браќи и сестри, сигурно овој човек бил во право. Може би со право бил загрижен, со право имал терети во животот, како стоп во семејството, како сопруг се грижил. Меѓутоа, понекогаш тие грижи ние толку ги ставаме високо, ги забораваме убавите работи. И тие не доаѓаат до површина, туку нас не преокупираат, не притискаат грижите, како што вели таму Исус, грижите на овој свет. Да, треба да се грижиме, треба да планираме. Меѓутоа, сепак, ако Бог, тамо што вели псалмиста Давид, ако Бог не ја гради куќата или домот, залот стоят стражарите. Значи, ние треба да планираме. Меѓутоа, ако премногу се грижиме, ако премногу ставаме терет на својата душа, ќе се навлечеме болест, ќе се навлечеме проблеми и на крајот ќе биде кобно за нас. А тоа ќе го почувствува секако, можеби, и нашата фамилија. И сега прашање за нас вечерва, како да се ослободиме од негативните мисли, од негативните емоции. Ја не сум психолог, ниту психијатер, но Библијата е таа која ќе ни помогне, ќе ни каже некои совети. Број 1, односно првин ќе прочитаме во Филипјаните 4:13, а потоа ќе кажеме 3 чекори кои ни се потребни ако сакаме да се ослободиме од сите тие негативни емоции или мисли кои доаѓаат во нашиот живот. Павле во Филипјаните 4:13 еве што запишал. Се можам преку Христа кој ми дава сила. Значи, можеме да ги надвладеме, да ги побегнеме сите тие негативни емоции или мисли кои се појуват во нашиот живот. Павле исто така ги имал. Павле, знаете, бил низок раст, имал проблем со очите, имал други недостатоци, иако имал 2 дипломи, имал 2 државјанства, да кажеме, бил римски граѓанин, бил евреин, бил учен, завршил школа кај најпознатите професори во тоа време. Но сето тоа, вели, го сметам за што? За трици, која го запознал Христа. Сега Христос му бил преокупација да го проповеда Евангелието. Но Павле сега, знаете кога е дава ова изјава? Кога го сретнал Христа, после патот за Дамаск. Вели, се можам во Исуса Христа кој ми дава сила. Ние понекогаш мислиме дека се можеме самите, дека се можеме преку човек. Да, луѓето се потребни, пријатели се потребни, но сепак најпрвин треба да биде во нашиот живот Бог, самиот Исус Христос. И сега да ги проследиме тие 3 чекори кои се важни. Број 1, молитва. За да се ослободиме од нашите мисли, они мисли кои не притискаат, кои не оптератуваат, од нашите лоши емоции. Еве што вели Давид во 51-иот псалом, 10 стих. Значи, првиот чекор кој треба да го направиме за да се ослободиме од се она што не притиска е молитвата. 51:10. Давид вели, Боже, создај ми чисто срце и постојан дух обнови во мене. Чисто срце се мисли за мислите. Давид се моли да има чисти мисли, да нема помрачени мисли. Давид имал свој премрежи, имал свои падови и свои станувања. Сега овде Давид се моли, Боже, дај ми чисти мисли, дај ми чисто срце и постојан дух обнови во мене. Знаете, нашиот дух паѓа. Ние сме релативно горе, понекогаш сме долу. И толку сме скршени, толку сме безхрабрени, кога некој премреже ќе дојде во нас и духот ни паѓа. Како еден акумулатор само има мала светлина или електрицитет, струја в себе. Така и ние понекогаш толку сме ниско. Давид исто така паѓал и затоа се моли, вели, дај ми постојан дух, да не паѓам горе или долу. Преку молитвата ние се доверуваме на Бога, браќи и сестри. А на тој начин ние се растаретуваме. И затоа вели Исус во Матеј 11:28, се сеќавате што пишува таму. Дојдете кај мене, сите кои сте умори натоварени. А кој од нас нема товари? Дали 1 кило, 11 или 111. Секој од нас носи некој терет. Исус вели, дојдете кај мене и ослободете се. Знаете, постои една приказна, еден човек тргнал на пат, носил ранец на себе. И така, одејки, го пристигнува еден човек со кочија, со коњите, качен. Застанал и му рекол, Господине, качете се на колата, каде одите? Па одам таму кон тоа село, па јас одам таму, ајде качи се, ќе одеме заедно. Времето побрзо. Човекот се заблагодарил и се качил на колата.
После неколку десетици метри, кога се качил, го задржал ранецот врз грбот, врз себе. А неговиот пријател, домакин во овој контекст, му вели: пријателе, симни го ранецот на колата и онако не носи колата и тебе и ранецот. А знаете човек што рекол? Благодарам што ме зедовте, но јас сепак си го задржам ранецот на грбот. Нели е тоа глупаво, што тој си го задржал ранецот да има терет врз себе, наместо да го остави позади во колата? Дали сме ние слични на овој човек, браќи и сестри? Понекогаш Господ вели: дојдете кај мене и растоварете ги вашите ранчеви или вашите ранци. Јас ќе ги земам врз себе. Исус вели во Матеј, како што рековме: дојдете кај мене, вели, и ослободете се од тие ранци што ги имате. А ние ќе му кажеме: фала ти, Исусе, но сепак ќе си го задржам ранецот. Ранецот е символ на проблеми, на искушенија, на маки, на лоши емоции, на лоши мисли. И затоа денеска Исус порачува: дојдете кај мене, оставите го вашиот ранец, а јас ќе ги понесам вашите терети. Исус превзема врз себе нашиот страв, нашите грижи, нашите оптеретувања, нашата несигурност. Бидејќи ние живееме во еден несигурен свет. Јован 14:1 што вели? Да не се плаши срцето ваше. Исус знаел дека ќе дојдат времиња тешки, за кои ќе кажеш дека не ми се мили, не ми се живее. И Исус вели: да не се плаши срцето ваше. Имајте трпение. Тоа трпение трае веќе 2000 години. Колку генерации заминале. Но сепак, секоја порака Исусова се однесува поединачно за секого. Тие трпеле за себе, но јас трпам за себе денеска. После нас ќе трпат други за себе. Но сепак Исус вели: биете стрпливи, да не се плаши срцето ваше. Верувајте во мене, верувајте во Бога. Одам да ви приготвам место. Довербата во Бога преку молитва е нашата најголема сигурност во овој свет, во овие узбуркани емоции кои нас не притискат и никогаш да се стишат. Еве сега, во Грција најавуваат големи бранови. Не може никој да ги смири, освен Бог. Тие ветришта по 10, по 11 метра бранови. Може би некои слични бранови на лоши емоции го притискат твоето срце, твојата или мојата душа. А Исус вели: дојдете кај мене сте мирни, сигурни. Таму кај што Исус навистина е мир. Иако горе дуват ветришта. Сеќавате кога Исус во една прилика беше со своите ученици, а тој спиеше доле во палубата, а учениците горе вознемирени, уплашени, ветришта, коработ или чамецот, само што не потонал, и го нашле Исус доле како спие. И некој дошол и го протресол и му рекол: Исусе, зарем ти не се грижиш? Ние горе ќе изгинеме, а ти овде така мирно спиеш. А Исус што им вели? О, маловерни, каде ви е верата? Број 1, молитва. Број 2, размислувај за Бога. Одреди секој ден време, кратко, 5, 10, колку имаш време, минути, да размислуваш за Бога. На тој начин, твојот ум ќе биде прочистен и отворен за духовни работи. Ние сите немаме време, се брзаме. Понекогаш ги отвараме тие наши свети апарати што ги имаме. Но сепак, потребни се и тие апарати таму кај што се движиме, кај што седиме во возот, таму во автобусот, отвори и читај неколку минути да се просветли твојот и мојот ум. Може да одбереме некој текст од Библијата. Например, како Бог создател. Прво Мојсеева, 1 глава, 1 стих, 2 стих. Посвети неколку минути и тогаш ќе се ослободиме од тие емоции негативни кои не притискат до овој час или не чекаат лоши работи во денот, а знаеме. Можеш да одбереш, значи, некој текст за Исус Христос како спасител, за некои духовни работи. И така ќе се ослободиме барем за миг од тие притисоци кои нас не притискаат, од тие емоции лоши кои се во нашиот живот. Значи, број 2, размислувај за Бога. Број 3, внесувај позитивни мисли. Позитивни мисли. Во нашата меморија се потребни, браќи и сестри, позитивни мисли. Или да се враќаме на оние искуства во минатото, во младоста, убави работи. Негативните да ги потиснуваме на страна, да не им дозволуваме да извират и тие да ги
клупуват добрите работи што сме ги доживееле. Да се сетиме на некои благослови кои сме ги примиле во животот. Кога ни се родиле децата, пример. Тоа е најголема радост била. Или кога сме постигнали некоја победа, сме положили некој испит. Тоа се моменти во животот кои оставаат длабок траг и да се сеќаваме на таквите работи. А на поразите, неуспесите да ги оставяме на страна. Знаете, во нашиот фолдер, во нашиот ум треба да внесуваме добри работи. Што ќе внесеме, тоа ќе ни се врати. И затоа Бог вечерва сака да ни порача да одгледуваме добри мисли во нашиот ум. Еден психолог еве што напишал, односно кажал: и јас би остал без работа кога сите луѓе би се ослободили од негативните мисли, пред тие мисли да ги уништат истите пациенти. Дали бил во право? Тоа што живее психолозите? Тие не се доктори во класичен смисол, но доаѓаат кај нив пациентите и тие зборуваат сат, два, три, тие ги слушаат. Па потоа доаѓаат, повторно доаѓаат и така натаму. Или јас би останал без работа кога луѓето би се ослободиле од негативните мисли. И затоа е многу важно, браќи и сестри, да не дозволиме на тие мисли, на тие лоши мисли, постојано да не притискат, бидејќи ќе се претвориме во лоши луѓе, ако тие мисли превладуваат или го завладеат нашиот ум. Секој пат, кога ќе дојдат такви мисли, да го побараме Исуса. Бог, тој ќе ни помогне да се ослободиме. Кои се тие пречки кои можеби стојат пред нашиот пат, браќи и сестри? Кои се тие лоши мисли што може да не уништат? Знаете, неколку луѓе може да планираме, отвориме фирма, па пропадне таа фирма и ние сме го знемирени. Сме штедели во некоја банка, сеќавате за таа банка, пред колку беше, 10 и кусор години. Ја го познам судијата, кој беше председател на тоа здружение, од Кавадац беше, Јованче се викаше. Тој беше судија зашто го знам. Тој доаѓаше често пати во Битола, на состанок со таа групација на луѓе, кои има вложено средства, како луѓе, секој си штеди и вложува. И тоа беше примамливо таа банка, ги намали луѓето да внесат, зашто брзо добива големи повратни пари. И тоа е таа пирамида. Што си горе на врвот, ќе добиеш, ако си долу, ќе извисиш. Преку 130 луѓе си ги одзедоа животите во Битол и Битолско, кои штеделе од таа банка. Значи, тие биле толку преокупирани, толку обременети, претежно луѓе кои биле во странство Австралија, зашто има многу печалбари од тој крај. Вложиле средства и сега се им пропаднало преку ноќ. Деловен промашај. Мора да се молиме на Бога, ако доживееме такво нешто, да не дозволиме тоа толку да не притисне. И самиот судија умре по-рано. Да, помлад умре, го знам. Значи, сум седел во некои процеси во тоа време и го знам добро човекот. Но само се сети сега каде што може во деловен промашај да тоа негативно делува во нашиот живот. Понатаму, промашена љубов, односно кариера. И тоа може да биде голем неуспех за некого и не совладлив, не може да го совлада тој неуспех. И на жалост некој посегнува по својот живот. Чо Сеунг Хуи, млад човек од 23 години, убил 32 студенти во Америка. Сега не сум ја запишал овде годината, но тоа се случило во некоја година во минатото. Промашил во животот свој, а млад бил тек на 20 и колку години, 3 години. Убива 32 студенти. Сеќавате оној во Норвешка пред неколку години, кај езерото што уби неколку, околу колку, 70 луѓе ги уби.
I to su puška. I koga njegovo dosje je bilo otvoreno, to je isto tako imao psihički problemi. Doslovno problemite toliko da go opterete, što rešao da se odmazdi na nevini luge. Promašena ljubav, odnosno karijera. Može da bude golema prečka kako Belasic ili kako Penister, golema planina, što ni se gleda, ne može me da premostime i to još uvjetom može da napravati nešto po svoj život. Pogrešna investicija. Nekoga što nikad luge planirane. Matematički, ovo, ona i mislim da tu kak je uspjevi. Treba da se planirame, normalno. No, znate ona stvar izreka, domašnji od Esap, napazar ne odgovara. Ponešiš 100 denari ili 1000 denari za pazar, a tamo vidiš ova, vidiš ona, skapi piperki svega, treba duplo da ponesiš sa sebe pare. I, znači, domašnji od Esap ne odgovara i napazar. I to ti predizvikuje nelagodnost, loše čustvo, pogrešna investicija. Vnesiš ili vložiš pare u nešto i na kraju nemaš vraćanja na pare. Pušti si go, što bi se reklo, vozijan. Četvrto, nedobri deca. Sme vložili sve u svojite deca, a ti je nisi ne. I to može se slučiti, nažalost. No, ne propagje život. Odsekuj si kovačno svojeta sreke. Ние сме должни деца да ги възпитуваме до едно ниво, а потоа тие се возрастни и се отговори за себе. Но все пак како родители тоа представува терет за нас. Духовен промашај. Сме биле добри христијани, но во некој дел од нашиот живот сме се лизнали, сме паднали. И некој тоа не може да го преживее на нозе, паѓа на нос. Тогаш тој се повлекува. И некој, на жалост, станува дори најголеми противници на Бога и на сите кои се околу Него. Ако се случи некој духовен промашај, не е крај на светот. Бог не повикува повторно да дојдеме кај Него и да почнеме еден нов почеток. И сега може да редиме оваа листа, но овде ќе застане. Значи, 5 пречки кои може да бидат тешки, високи, но Господ може да ни помогне, браќи и сестри, да ги надвладеме. Деловни промашај, промашена љубов, односно кариера, погрешна инвестиција, недобри деца, духовен промашај и така натаму. Ако постојано размислуваме за овие промашаи или негативни мисли, ние постојано го подхрануваме нашиот ум. Знаете, му даваме вода, му даваме енергија и тие мисли да ртаат и тие ќе донесат еден ден лош плод. Тие може да се развијат во монструм, да ја угушат нашата самодоверба, нашата волја за живот и на крајот да не доведат до ментална болест. Ја знам лица кои постојано во негативни мисли живеат, во негативни емоции. И тие се болни физички, тие се неспособни за себе, тие се терет на околината и на своите. Во смисло, затоа што постојано, а здрави се, млади се, мислам, млади луѓе, но сепак имале такви промашувања и не може да ги пресвукнат, не може да имат целосно доверба во Бога и на жалост тие паѓаат во една тешка депресија. Во едно списание, Космополит, една господја новинарка Лиса напишала една статија во која се вели дека 30.000 американци годишно вршат самоубиство. Овој податок е веќе стар. А 100.000 покушават да извршат самоубиство. Па се спречени од роднини, пријатели или се предомислили во последен момент. Меѓутоа, таа понатаму продолжува и вели, но постои на милиони други луѓе кои се убиваат себе си секојдневно на многу полесен и безболен начин, духовно и душевно, со казнување и понижување на самиот себе. А и овие се решиле и ги нема. Оне другите покушале, па биле спречени. Но таа вели во ова статија, вика, милиони други се убиваат секојдневно, што би се рекло на рати. Како? Духовно вели и душевно, казнувајќи се и понижувајќи се самите себе. Затоа, браќи и сестри, Бог да ни помогне,
да живееме како што и ја насловивме темата, живот кој треба да го живееме. Со полни едра. Има проблеми. Не може да ги игнорираме. Тие се тука поред нас. Но сепак да ги сватиме проблемите како дел од нашиот живот, а да му дозволиме на Бога тој да се замеша. И ако му дозволиме на Бога, тој ќе најде и решение. И затоа апостол Павле, ја да ги прочитаме при крајот и овие стихови во Филипјаните, има неколку стихови, јас сега ќе ги споделам, ќе ги прочитам во 4 глава, Филипјаните 4 глава, 7 и 8 стих вака вели. И Божиот мир, што го надвишува секој ум, ќе ги запази вашите срца и приметите сега, вашите мисли во Христа Исуса. Впрочем, браќа, се што е вистинско, што е честно, што е праведно, што е чисто, што е љубезно, што е на добар глас, ако е некаква добродетел, ако е некаква пофалба, мислете на тоа. Оно што го научивте и примивте и чувте и видовте на мене, правете го тоа и Бог на мирот ќе биде со вас. И 10 стих. Се зарадував многу во Господа, зашто сега најпосле ја оживеавте својата грижа за мене. Вие инаку се грижевте, но немавте прилика. Овде Павле, браќи и сестри, не подсетува оно што треба да го храни нашиот организам, нашиот ум. Оно што е вели љубезно, што е на добар глас, што е честно, што е вистинско, што е праведно. Ако е некаква добродетел, ако е некаква пофалба, мислите на тоа. Со такви мисли да се храниме. И многу полесно ќе ги совладеме сите пречки кои се појавуваат во нашиот живот. Нека Господ ни помогне да навистина животот кој Господ ни го дал, да го живееме онака како што неговата волја. Амин.